Сега преминуваме на јавните набавки за изработка на спомениците. Како за појаснување, значи имавме фаза на конкурс за избор на идејно решение, избрани се авторите чии идејни решенија се прифатени, со тие автори склучен е договор за изработка на моделите кои ги изработиле и по нивната изработка се преминува кон финалната фаза, тоа е изработката на реалните споменици во мермер и во бронза. Изработката на спомениците, скулптурите и релјефите била вршена по пат на отворена постапка за јавна набавка, со објавување на меѓународен оглас. Предмет на јавните набавки било лиење во бронза или пак изработка на споменикот во мермер. Градоначалникот на општината донесувал решение за јавна набавка, со која се утврдува потребата на набавката, била определена висината на планираните средства и именуван составот на комисијата за нејзино спроведување. Генерално согледано, јавните набавки за изработка на спомениците може да се поделат во два периоди, и тоа јуни 2008, јуни 2010 и вториот од средината на 2010 до почетокот на 2013 година. Основниот и единствен елемент според кој овие два периоди суштествено се разликуваат е начинот на кој се имплементирани правилата за конкурентност и вистински надпревар на потенцијалните економски оператори. Во првиот период евидентна и интензивна застапеност на понудувачите Фондерија Артистика Фердинандо Маринели и Пиетро Базантиен Фиљо од Фиренце, Италија. Овие два економски оператори се сопственички поврзани преку лицето Фердинандо Маринели од Фиренца, кој се јавува и како нивно овластено лице и заеднички потписник. Фаворизирањето на овие две фирми се одвивало на начин што останатите учесници на јавната набавка од различни причини биле исклучувани од тендерот и на тој начин Фондерија Фердинандо Маринели или Пиетро Базанти останувале како единствени понудувачи. Од увидот во документацијата може да се констатира дека во голем број случаи останатите понудувачи биле исклучувани без јасно образложени причини, односно со образложенија кои се во спротивност со содржината на приложената тендерска документација на овие економски оператори. Еве примери поради кои причини биле исклучувани одредени оператори. Во постапката за изработка на спомениците на Гоце Делчев и Даме Груев, Никола Карев и лавовите на мостот Гоце Делчев, понудата на РЖ Институтот Скопје била оценета како некомплетна и како таква не била предмет на евалуација, поради тоа што овој учесник во постапката не доставил докази за извршени работи во последните 30 години и дека не приложил доказ дека извршил работи за музеи и државни институции. Од страна на Комисијата за јавни набавки не била земена предвид документацијата која била приложена со оваа понуда, а од која може да се утврди дека учесникот на овој тендер, РЖ Институт, е поддржан од правното лице Рударско-топилнички басен Бор од Србија, чии пак референции ги исполнуваат сите критериуми на огласот. На тендерот за изработка на споменикот во мермер на цар Јустинијан I, понудата на Пиеро Занела од Италија, била отфрлена со образложение дека овој оператор не ги исполнувал минималните услови за техничка и професионална способност. Од увидот во приложената документација со понудата може да се констатира завидно високо ниво на професионалност на Пиеро Занела, чија основна дејност е токму изведба на работи, конструкции и обработка со употреба на мермери, гранити, камења и воопшто на сите други материјали од камен. Приложени се и докази за извршени значени работи од мермер во Соединетите Американски држави, Италија и други земји, а понудувачот дал изјава дека при изведбата нема да ангажира други подизведувачи. Наспроти ваквиот ригорозен третман на останатите учесници во постапката, општината имала сосема спротивен и недозволиво толерантен однос кон тендерската документација приложена од Фондерија Фердинандо Маринели и Пиетро Базанти. Анализата на понудите и пропратната документација на овие фирми укажува на тоа дека тие содржат мноштво недостатоци, како од формален, така и од многу суштински аспект.
Скоро во сите случаи каде овие фирми ги добиле тендерите, крајно проблематични се документите со кои се докажува нивната способност за вршење на дејноста, која е поврзана со предметот на јавната набавка, економската и финансиската способност, како и техничката и професионална способност. Поради тоа, тие не смееле да бидат прифатени како комплетни и морале да бидат елиминирани од страна на општината. Еве примери за тоа што содржале понудите генерално на овие фаворизирани фирми на Пиетро Базанти, поради кои тие не смееле да бидат прифатени како валидни. Пиетро Базантиен филјо ги добил тендерите за изработка на спомениците на цар Самуил, Методи Андонов Ченто и цар Јустинијан I. Понудата на овој понудувач е спорна од аспект на неговата професионална способност, бидејќи овој субјект не е регистриран за вршење на дејност поврзана со предметот на договорот за јавна набавка. Предмет на овие набавки е изработка на скулптури во мермер, а според податоците од Стопанската комора на Фиренца, Пиетро Базанти е регистриран за трговија со скулптури, чување на стока за сметка на трети, трговија со антички мебел и предмети за уредување и орнаменти, гоблени и везови, слики, печатени работи, минијатури и рамки, стари пари, предмети од ископини. Тоа значи дека овој понудувач не бил регистриран за обработка на мермер и немал способност за вршење на професионална дејност согласно условите содржани во тендерската документација. Како потврда за привилегираниот третман кој го уживале Фондерија Фердинандо Маринели и Пиетро Базанти, говорат и примерите на прифаќање на нивните понуди без приложување на задолжителната банкарска гаранција за учество на тендерите. Така, во случаите на јавните набавки за цар Јустинијан I и гемиџиите, само на овие понудувачи им било овозможено своите банкарски гаранции да ги приложат дополнително по отварањето на понудите, што е забрането согласно Законот за јавни набавки, како и условите за тендерската документација. Ваквиот недозволен потек на општината бил реализиран преку внесување на невистините содржина во извештаите на Комисијата за јавни набавки, каде се констатира дека овие понудувачи приложиле банкарски гаранции, што не е возможно, бидејќи гаранциите биле издадени со подоцнежен датум. Индикативен е податокот дека овие две фирми на Фердинандо Маринели биле избрани како најдобри понудувачи единствено во ситуација кога останатите економски оператори биле елиминирани поради разни причини. Според овој принцип, во периодот јуни 2008-јуни 2010 година, сите тендери за изработка на спомениците ги добиле Фондерија Фердинандо Маринели и Пиетро Базанти. Еве го прегледот на пријавените учесници на спроведените јавни набавки во периодот јуни 2008-јуни 2010. Како што може да забележите, сите тендери, почнувајќи од Гоце Делчев и Даме Груев, па завршувајќи со прво заседание на АСНОМ, 11 поред ги добиваат фирмите на Фердинандо Маринели, и тоа на начин што останатите учесници биле исклучени од постапката, што значи дека нивните финансиски понуди воопшто не биле разгледувани и не биле земени предвид. Индикативен е и податокот дека во сите ситуации кога Фондерија Фердинандо Маринели и Пиетро Базанти ги добиле тендерите, сите елиминирани понудувачи понудиле драстично пониски цени од нивните. Доколку се споредат цените на понудите во 8 случаи, каде Фондерија Фердинандо Маринели и Пиетро Базанти ги добиле тендерите со елиминирање на другите понуди, се добива разлика од 257.962.558 денари или 4.228.000 евра. Во просек, понудите на фирмите на Фердинандо Маринели биле поскапи од другите понудувачи за 2,5 пати,
односно за 153%. Во сумата од 4.228.000 евра не е влезена пресметката за разликата во цена за трите преостанати објекти: Воин на конј, Лавови десно и Цар Самоил, бидејќи таму реално и нема други понуди. Доколку се прифати просечно повисоката цена од 153%, која произлезе од споредбите во случаите каде имало барем уште еден понудувач, произлегува дека само за овие три споменици општината платила дополнителни 230 милиони денари или 3.770.000 евра повеќе од реалните. Според тоа, за изведбата, односно за лиење во бронза и изведбата во мермер, само за наведените 11 споменици, општината Центар платила на Фондерија Фердинандо Маринели и Пјетро Базанти износ од 487.962.558 денари или околу 8 милиона евра повеќе од она што реално било понудено и реално можело да се добие како цена од останатите понудувачи. Еве табела сега каде што ќе видите на која е прикажано кои се цените за поделни објекти кои ги понудиле фирмите на Фердинандо Маринели. Под него е цената конкурентска на другата фирма која била исклучена и чија понуда не била евалуирана од финансиски аспект, и болдираниот дел е разликата во цена. Најодоздола имате износ односно процентот за кој цената на фирмите на Фердинандо Маринели биле поскапи од останатите. Па така, кај Гоце Делчев и Даме Груев, разликата е 112%, кај Никола Карев 117%, кај Лавови Лево 161%, кај Методи Андонов Ченто 227%, кај Гемиджиите 165%, кај Цар Јустинијан I 164%, кај основачите на МРО 179% и кај прво заседание на АСФОР 99% поскапо од понудите кои биле исклучени. Во табелата 3, која ќе следи како следен слайд, може да се забележи трендот на зголемен интерес и учество на поголем број на економски оператори веднаш откако престанала практиката за елиминирање на понудите од другите учесници, односно кога отпочнало со евалуација на финансиските понуди и на другите фирми покрај оние на Фердинандо Маринели. Така, веќе на тендерите број 2, 3 и 10 кроз 2010 се јавуваат и се евалуираат по 4 до 5 економски оператори, со што се отвара простор за конкуренција и добивање на поповолни цени за општината. Еве го трендот, значи, во втората фаза од јуни 2010, односно од моментот кога почнале да се евалуираат финансиските понуди и на другите фирми, односно оние кои до тогаш биле исклучувани. Па така кај тендерите за споменикот на Карпош, Кирил и Методи, Свети Климент и Наум Охридски, биле земени предвид понудите и на РЖ институт, како комплетни, како валидни, и се разбира, бидејќи тие биле драстично поевтини од Фердинандо Маринели, тие ги добиваат тендерите. Исто и кај воинот, значи и тука не победува Фердинандо Маринели, бидејќи се зема предвид и финансиската понуда на друг економски оператор. Кај ќе забележите, значи после овој период кога почнува зголемено учество, веќе секаде имаме до 4 до 5 економски оператори кои сериозно и настапуваат за добивање на тендерот, а наша проценка е дека тоа се должи единствено или исклучиво на околноста што фирмиве кои биле во регионот и кои се во овој бизнис сваќаат дека сега реално може да се надеваат и да добијат некој тендер, па се охрабруваат и почнуваат да поднесуваат апликација. Инаку друго објаснување нема зошто тие претходно
кога биле фаворизирани и елиминирани овие другиве, не би ги поднеле своите понуди. Забележувате овде од тендерот број 11 kroz 2010 кај Димитрија Чуповски веќе се навлегува и во фаза на електронска аукција како завршна фаза од тендерската постапка.